Благодарам. Сакам да дадам допринос во дебатата за овој амандман. Исклучително е добар амандманот, со оглед на тоа што се случуваше во минативе години во делот на невладините организации, каде што и таму имаме поделба, како што кажав, во општините имаме политички подобни и неподобни, па така имаме политички подобни или блиски до владата, провладини као невладини организации, за жал, и со вака маневрирањето во нивното финансирање, всушност, прво се придобиваат, се наклонуваат кон власта, но за сметка на тоа пак има огромен револт и незадоволство од оние невладини кои што не се финансирани од владата. Таков беше случајот со ланското префрлање на 500.000 евра од страна на владата кон невладините организации. Јас не би ги читала насловите или имињата на невладините организации кои добија, затоа што го имам списокот и на оние што не добија и кои што се обратија до мене како пратеник да елаборирам дека има незадоволство и револт. Всушност тога се поделија во просек по 10.000 евра, кои, како што кажав, добија 40 невладини организации и како дел од проектот на владата за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со COVID-19 кризата. Односно, во предлозите за тоа кој како ќе се справува со COVID-19 кризата, главно пишуваше дека парите ќе се потрошат за едукација на населението за подигање на свеста, за справување со пандемијата предизвикана со коронавирусот, за програма на психосоцијална помош и поддршка на жртви на трговија со луѓе и сексуално насилство, за подигнување на свеста за опасноста од COVID-19 преку квалитетно новинарство. Потоа имаше биде одговорен за себе и за нашата животна средина и во услови на пандемија, превенција и заштита од COVID-19 во Тетовскиот регион, информирај се, едуцирај се, солидаризирај се, стоп COVID-19, со грижа до намалување на глад, стрес и образовни потреби за време на COVID, заедно за безбедно лето, информации и насоки за предизвиците и безбедносните протоколи за заштита од COVID-19, за психосоцијална помош на трансродовите лица за време на COVID-19, фронт против COVID-19 во рурален Сарај, за бесплатна правна и психолошка помош за минимализирање на последиците од COVID-19 и сето се овие, да речам, наслови или пароли на проекти кои што ќе требаше да се спроведуваат од страна на невладините организации. Со оглед на тоа што, за жал, прво, ниту имаше јас би сакала да имам информација и еден извештај на невладините организации кои што има направено во овој дел за што земале по 10.000 евра, односно пола милион евра се одвоени од владата кон невладините организации, барем да имаме бенефит од нив. Од друга страна, ги бустирате со пари како влада, за да може би ги придобиете или ги замолкнете, но од друга страна ние бевме сведоци како невладините кога е ваша корист не ги почитувате. Кога се носеше законот за дискриминација, имавме една јавна расправа, во која што јавна расправа токму невладините организации посочија измена на членот 18, ако сгрешам членот не е нешто многу битно, но измената беше дека на разговор со владата тогаш не беше прифатен од страна на владата и невладините организации апелираа до нас на таа јавна расправа да се испочитува и да се прифати амандманот. Тоа беше за составување на комисијата на спречување на дискриминација, да биде составена од експерти, а не од владени или партиски луѓе. За жал, тогаш бевме сведоци дека на ваш коалиционен партнер амандманот се одби на Комисијата за труд и социјална политика, парадокс невиден, но не беа испочитувани тогаш невладините организации. Сега што не може вака да се испочитува, ќе се покрие со пари и ќе се стекне почита. Таква почит стекната со пари е многу времена и ограничена. Не за друго, не само што не се прифати амандманот, не се прифати ниту сугестијата на владините организации да има експерти во таа комисија, па повторно се формираше од партиски послушници. И велат во нашава држава, ако сакаш нешто да не функционира, направи комисија, па посебно од партиски послушници,
никогаш нема да профункционира. Ете, таков е односот на оваа влада кон невладините организации и сега овде нема да се прифаќаат амандмани за нешто што пак вие сте си нанеле штета за да се повторно исправи, затоа што повторно имаме апели од невладините организации до нас, но вие останувате глуви и слепи на нивните барања. Само продолжете така, веќе за жал државата кажав е во амбис, но јас искрено да ви кажам право, немам видено политичка партија за толку кратко време да се патосира сама од себе. Ние за 11 години што не успеавме да се патосираме, вие успеавте за 4 години. Благодарам.